Благодарам, председателе. Колеги пратеници, господине министер, и на Комисијата за финанси и буџет имав дискусија која што сакам повторно во интерес на јавноста да го образложам ставот и како ќе се однесува по основ на овој предлог закон опозицијата. Значи, денес пред нас имаме уште едно во низата ред задолжувања која што вие како актуелна власт ја правите во изминатиот период. Само во овие неколку месеци сите предлог закони и сите задолжувања, вклучително и евроврзницата и се она што го направивте како задолжувања во овие неколку месеци достигнува износ од речиси 1 милиарда евра. И тие пари ќе ги плаќаме ние, сегашните генерации, меѓутоа најголем терет ќе му ставиме на идните генерации, на нашите поколенија. Кажавте дека овој проект, топлификација на Битола е значаен проект, јас тука потполно се согласувам. Тоа го кажувам и како пратеници кои што доаѓаме од Битола, дека Битола има потреба од топлификација, затоа што граѓаните во услови на сиромаштија почнаа да се греат на се и сешто. Покрај огревното дрво веќе се користат и отпадни материјали за грејење и алтернативни други средства за грејење кои тоа како го предизвикуваат загадувањето на воздухот во Битола. Јас знам и убеден сум дека со топлификацијата и приклучувањето на граѓаните на Битола на топлификационен систем, дека голем дел од семејствата ќе ги трнат тие огремни средства и ќе се придобие за заштита на животната средина, вклучително и воздухот кој што во изминатиот период знаеме каков е во Битола. Она што сакам критички да окажам кон овој предлог на закон за гаранција за Република Македонија за договор за заем за финансирање на проектот топлификација Битола помеѓу кредитната банка КФВ и АДЛМ во износ од 39 милиони евра. Тоа дали денес ние имавме потреба да носиме ваков закон и дали имаше потреба Република Македонија да дава гаранции за задолжување на акционерското друштво ЕЛЕМ. Акционерското друштво ЕЛЕМ е најбогатото предпријатие во државата. Фирма со најмногу пари. И жално и срамно е АДЛМ да бара кредит без разлика за која намена. Вклучително и за топлификацијата во Битола. Она што го знаеме е дека акционерското друштво ЕЛЕМ во изминатите 4 години преку Бирото за јавни набавки потроши речиси 400 милиони евра. Ако секоја година во овие 4 години се трга настрана барем по 10 милиони евра, ние ќе ги имавме овие 40 милиони евра и денес немаше да се задолжуваме. Денес немаше дополнително државата да биде со оптоварување за кредити кои што треба да ја враќаме понатам. И кажав, изминатиот период, и кога поставувавме пратенички прашања, и кога дискутиравме за буџетот, премногу пари непродуктивно се трошат од АДЛМ. Само за ископ на јаглен и транспорт на јагленот преку битолски фирми и фирми блиски до власта се потрошени 207 милиони евра за 4 години. Повторувам, 207 милиони евра. Иако во РЕК Битола има транспортна лента која што може и опрема која што може да копа рудата и да транспортира до термоблоковите. Меѓутоа, овие пари се дојдени до фирмите блиски до власта. И нормално, мислам не е нормално, него треба вие да се загрижите зошто овие пари ненаменски отидоа во приватните фирми, наместо со дел од овие средства да се изгради топлификацијата во Битола. И не само топлификацијата, и другите проекти кои што ова влада ги има најавени. Топлификацијата е значаен проект во Битола, меѓутоа, и вие во дискусијата кажавте дека првата фаза ќе кошта 46 милиони евра. Се поставува прашањето, тоа треба да го знаат и граѓаните и на Битола и на Република Македонија. Колку вкупно ќе чини проектот топлификација на Битола? Од почеток до крај. Затоа што во изминатиот период, вие и како партија и како власт излегувате со различити податоци. И тоа ќе потврдам со печатени страници од вашата изборна програма со која што ја баравте довербата на граѓаните. Не сум убеден дека ја добивте ради програмата. Знаеме какви беа криминалните избори во 2011 година и пред тоа и потоа. Во 2011 година кажувате дека топлификацијата на Битола ќе чини 35 до 40 милиони евра со рок на изградба 24 месеци. Почеток на
активностите јуни 2012. Значи, според вас, во јуни 2014 година, во Битола требаше и мораше да има топлификација. Кажувате дека средствата ќе се обезбедат од АДЛМ и соучество на општините Битола, Новац и Могила, а доколку има можност да се користат и европски фондови наменети за зголемување на енергетската ефикасност. Ниту едното, ниту другото, ниту третото не го направивте. Во 2014 година имате нова програма и повторно стои тука топлификација на Битола, сега проширена за Могила и Новаци. И тука кажувате дека при реализација на овој проект ЕЛЕМ ќе ја разгледа и можноста за јавно-приватно партнерство или концесија. А средствата ќе се искористат или од државата или од овие инвеститори. Овој проект требаше да почне во 2015 година и да биде завршен до 2017 година. 2015 помина, сега е 2016 година. Овде кажувате вредноста на овој проект ќе биде 67 милиони евро. Почнавте во 2011 со 35 до 40 милиони евро, во 2014 кажувате 67 милиони евро. Денес, 2015 или потаму во 2016, не сме потполно сигурни дали тоа ќе кошта 60, 80, али можеби фантастични 100 милиони евро. Тоа го имате и во владината програма, која што како партија нормално ја преточивте и во владина програма. И ќе кажам дека ако сакаше и можеше ЕЛЕМ да ги обезбеди овие средства, само ако се работеше домакински. Наместо да се пушта 200-300 милиони евра во фирмите блиски до власта, наместо со овој договор АДЛМ во Скопје, во центарот на Скопје, да гради барокна зграда, која што почна со првиот договор 11 милиони евра и со дополнителни непредвидени работи уште плюс 3 милиони евра, во 2014 година средства се искористени во висина од 15 милиони евра. Ова ниту на Скопје му требаше, ниту на Битола, ниту на останатите градови во внатрешност. Се трошат пари и за други непродуктивни работи кои што не се во дејноста на АДЛМ. Пример, АДЛМ вложи 710.000 евра за велосипедска патека кај езерото Козјак. Јас знам дека акционерското друштво ЕЛЕМ како општествено одговорна фирма треба да вложува и да инвестира за доброто на сите граѓани. Меѓутоа, треба да има приоритет. Тоа се прави кога се има вишок на средства. Во случајот, АДЛМ има недостаток на средства и токму затоа бара гаранција од државата и денес ние треба да се задолжиме за речиси 40 милиони евра. Дали вие како министер за финансии, за кој верувам дека сте стручен и компетентен, би дозволиле да се потрошат 40 милиони евра за изградба на една зграда во центарот на Скопје, во барок стил, по желба на вашиот лидер и премиер, или на другата страна тие 40 милиони евра да се дадеа за топлификација во Битола. Буџетски средства. Јас убеден сум дека ако самиот одлучувавте и вие сами пратениците ако одлучувате, дека во тој случај ќе одлучевте да има топлификација во Битола, наместо една зграда во центарот на Скопје која кошта 40 милиони евра. Фантастични 40 милиони евра. Само една. Проектот Скопје 2014 потроши или Исцица, или Вшмука 630 милиони евра наши пари. Ако овие пари се вложија во продуктивни трошоци, во трајни инвестиции, во наменски инвестиции, во капитални проекти, ние ниту ќе се задолжувавме денес за топлификацијата, ниту ќе ги земевме тие 90 милиони евра за гасификацијата, ниту ќе земавме други дополнителни кредити, ниту ќе земавме евроврзници, ниту ќе се задолжувавме кај домашните банки. Меѓутоа, ова е погрешната политика на ВМРО-ДПМНЕ, која што ја гради и ја реализира во изминатите 10 години. Јас повторно ќе потенцирам. Во овој момент, опозицијата конструктивно ќе го поддржи овој предлог за задолжување, затоа што било на кој начин топлификацијата мора да почне во Битола. Јас знам дека во АДЛМ нема пари. Ако имаше барем малку средства, ние немаше да го поддржиме ова. Ке почневме со средствата 10, 15 или 20 милиони евра од АДЛМ. АДЛМ нема едно денарче скршено. Должи на сите страни. И токму затоа, за да тргнат работите, да почнат работите, да почне првата фаза од овој проект, кој што е многу значен и за Битола, и за Могила, и за Новац, и за останатите населени места, ние ќе дајеме поддршка на овој предлог закон. Меѓутоа, убеден сум дека после април месец работите ќе се сменат
Идната власт на СДСМ ќе ги превземи поинакви активности, наместо со задолжувања, со сопствени средства, со државни, буџетски, средства на АДЛМ, ќе го дозавршиме овој проект и уште многу други проекти. Благодарам.